Ненадминатиот талат не само што доби конкуренција, туку е на прагот да го изгуби приматот на неприкосновеност. Разликата е само во тоа што Џафери се школувал за да командува, а Слаевски учи и тоа многу бргу и во од. Не ви давам збор, вие сте ме исклучили, јас сега ве исклучувам од дискусија. Доволни беа само 2 последователни седници на кои фокусот на јавноста беше сосредоточен кон градските власти, за да се забележи нискиот праг на толеранција во ситуација кога на располагање се немаат неопходните алатки кои овозможуваат моќта. Ќе ве замолам да не ги злоупотребуваме или да не злоупотребуваме можноста за користење на микрофоните над кои што јас немам контрола. Да имам контрола, ја прекинувам. Отсуството на копчето за исклучување на говорниците сепак не значи дека алармот не треба да се вклучи секогаш кога негативно ќе биде контекстиран партискиот лидер. Афатен неподготвен да најде замена за новиот израз министер за опозиција. Господарот на градските микрофони го искористи слободниот простор да го објасни значењето на германскиот збор со кој пејоративно го означуваат предводникот. На минатата седница предупредив да не се користат странски зборови, 7-8 пати беше искористено. Барав антоним, нешто што е спротивно на шпицен, и германистите нека ме потврдат, Грундфлехе, градоначалник, е оној што делува од позадина. Во секој случај, од зад или од напред на нискиот напад за тоа дека се барале iPhone 13 и црна лимузина со флешери, на достоинствен начин се брани честа со покажување дека не се работи за обичен смртник, туку за надмен собственик на пристојно скапо возило од висока класа. Господа Арасовска, јас во имотниот лист имам пријавено црна лимузина. Не, во имотниот лист проверете го мојот имотен лист, имам пријавено црна лимузина, чија што вредност е повеќе од сите ваши возила. Тоа пак не е предпоставка дека може да се задржи истото ниво кога до крај треба да се сослуша тој што се обраќа и покрај очигледниот анимозитет, па во повеќе наврати, кога таргетот е партијата која се представува. Со заканувачки тон се најавува непристојно одземање на збор. Некој се шета ни салава како шериф. Сега можам да станам и да го повлечам микрофонот. Дајте го листот, така, може да. Што ќе седи на говорница, одлучувам јас. Треба да станам да ви го одземам. Не, треба да станам како што направи советникот и да го повлечам микрофон, да изигруваме овдека циркус. И на крајот желбата сета политичка шарада, по секоја цена да прерасем во сериозно медрано, се остварува. На вас, како некој човек кој што сака себе си да се декларира како интелектуалец, човек професор, сметаме дека не ви доликува, ама очигледно не можете да се справите со тоа кое што треба. Сметам дека не треба да ви се дозволи правото тука да можете со копче некому да кажете кога ќе отпочне, а кога ќе престане да говори. Затоа што правото на градоначалникот е неприкосновено. Пауза 10 минути. Починката меѓу чиновите на циркуските представи кои се случуваат во градот трае нешто повеќе од 10 минути. Скоро цела една година. Можеби токму на оние одговорните, кои ја бараат и ја предизвикуваат. Треба да им се даде пауза.